15 октомври е меѓународниот ден на руралната жена. И оваа година Лак Агро, лидер од општина Кривогаштани, се вклучува во светското движење 17 дена активизам за зајакнување на жените од руралните средини и нивните заедници. По повод овој меѓународен ден, во Прилеп ќе се одржи трибина на тема со еднакви можности до одржливи заедници. Се со цел да се поддржи жената од руралните средини и конечно адекватно да се вреднува незиниот труд и таа да го добие заслуженото место во општеството, кое за жал засега се уште го нема достигнато. Лак Агро лидер активно делува секоја година во идентификување на реалните потреби и предизвици со кои се соочува жената од руралната средина. Така и оваа година бевме присутни на терен со теренско истражување во кое што фативме 400 жени од руралните средини, кои што преку структуриран анкетен прашалник одговараа на прашања поврзани со пристапот до права и услуги со кои што се соочуваат тие во руралните средини. Она што е интересно е нискиот процент на жени од руралните средини кои што се задоволни од пристапот до социјални и здравствени услуги, дека околу 85% од жените од руралните средини сметаат дека немаат еднаков пристап до права и услуги во споредба со жените од урбаните средини и нискиот процент на жени земјоделки кои што користеле породилно отсуство. Ова е проблем што сакаме да го детектираме, бидејќи иако денес постои можност жените од руралните средини да користат здравствена заштита, регистрирани како индивидуални земјоделки, сепак немаат право на користење на породилно отсуство. Сакаме да потегнеме и низ за други прашања во однос на неинформираноста на жените од руралните средини за користење на активни мерки и програми, започнување на свој бизнис, развој на претприемништво во руралните средини, воедно и недоволната информираност за можностите за пристап до социјални услуги што постојат за жените од урбаните средини и воедно и за целокупното население. Поради ковид кризата, сите тие кои што нема да бидат во можност физички да присуствуваат на настанот, ќе може да се приклучат на истиот онлайн. Она што пак е ново оваа година, глас на оваа трибина ќе добијат и новинарите, кои ќе може да кажат колку руралната жена е застапена во медиумите и колку треба да биде промовирана незината улога. Исто така ќе биде промовирана и една дигитална платформа домашно.мк за електронска продажба на земјоделски производи подготвени од жените земјоделки. Домашно.мк представува една иновативна дигитална платформа која што е наменета за сите нас граѓаните на Пелагонискиот регион, кои што ќе можат преку платформата да си направат нарачка на вкусни, свежи, преработени земјоделски производи, а за територијата на градот Прилеп доставата ќе биде бесплатно обезбедена преку тимот на Лак Агро лидер. Она што е интересно дека во подоснежниот период ќе ги вклучиме и велосипедистите, ќе обезбедиме достави на велосипед со цел да влијаеме на заштита на животната средина. Меѓутоа, најбитно е дека треба да се приклучиме и да ја поддржиме оваа платформа, затоа што на тој начин ги поддржуваме локалните производители кои што навистина вложуваат во развој на нашиот регион. Ќе биде поттик за жените да се вклучат во економски активности и воедно да обезбедат своја економска стабилност и да воедно да ги промовираме нашите локални традиционални производи преку оваа платформа. Ќе се правело и анализа за тоа колку од мерките за поддршка кои што ги даваше државата како помош за справување со економската ситуација предизвикана од пандемијата на COVID-19 беа наменети за жените од руралните средини. Со целокупната анализа и споредба со тоа што се прави за руралните жени во регионот и пошироко, ќе се даделе до владата предлог мерки како може да се унапредат правата на руралните жени и нивниот пристап до услугите.